Уважани присутни, денеска на оваа средба во Друштвото на писателите на Македонија се промовира книгата Одисарот до Мамел од Ацо Шопов. Необично издание во однос на она што тој во својот богат и значаен опус го создаде на планот на поезијата, чии вредности оставија силен печат на развојните процеси на македонската литература. Во оваа смисла за илустрација да го чуеме текстот Сончева колона. Така поетот наш ја нарече баладата напишана доста одамна за првите весници на она сончево изгревање кое што денес незапирливо проникнува во секое срце што ги мечтае мечтите на оние кои први зачекорија во таа сончева колона. Во секој ум што ја согледува утрешнината како овоплоден идеал на тоа сончево чекорење, во секој напор да се изгради во животот уште еден кат повеќе, уште еден кат во вишина, кон сонцето. И сеќавајки се за тие дни што не беа толку одамна, за да не жегне сонцето што струи во нашите жили, за тие дни чие траење продолжува и денес, и утре, и се додека има траење. Сеќавајки се за тие дни, јас го зимам насловот на споменатата балада за да раскажам неколку настани од славниот пат на третата македонска ударна бригада. 1944. Рана пролет. Студена облачна ноќ. Колоната се развлекла во ноќта како жива врвица на горнина. Токму каде што чиниш нема никаков пат. Зад нас е селото Црноок. Не смееш ништо да зборуваш. Секој час се пренесува командата. Потивко. Не кашлај. Не смееш ништо да зборуваш. А толку многу ти се зборува, чувствуваш како зборовите ти го гризат грлото, како што ти ги апе и ти се лепи за рацете студениот автомат, чија тежина ја забораваш пред потребата да говориш. Да говориш, да се увериш дека навистина чекориш, дека си навистина жив. Чувствуваш дека тоа немо чекорење е убиствено, измамничко. Сам на себе си и се што е околу тебе ти прилега на сениште. Одиш, а не веруваш дека одиш. Мораш да викнеш, да прозбориш, да се изгризеш со зборовите, да потечат струјки крв, да се увериш дека си навистина ти, дека постоиш. Одиш, а не веруваш. Црнок. Навистина, дали се случи она што се случи? Та можно ли е да бидеш во пеколот, да го преживееш оној чудовишен оган, бомбардирање, јуриши гради со гради? Не. Ти си толку изморен, ти халуцинираш. За тебе веќе не постои граница меѓу стварноста и нестварноста. Ти си толку изморен, па бладаш за она што некогаш некаде си го прочитал. Некои страшни страници од некоја страшна книга извираат од подземјето на твојата свес и ти тоа го доживуваш како вистина. Лежиш веќе од утрина зад некој камен, голем колку да ти е засолни главата, лежиш залепен за земјата, до тебе лежат други исто толку засолнати и залепени, а околу тебе секој миг експлодираат гранати. А над тебе секој миг кружат непријателски авиони, кружат сосем ниско, на стотини. Не, чиниш на 50 метра. И ти го гледаш наведнатото лице на пилотите, ја гледаш нивната победоносна насмевка, ликување, им ја гледаш раката како зема неколку бомби и ги испушта. Бомбите летаат во воздухот, паѓаат, чиниш право врз тебе, ги затвораш очите, експлозија. Некој до тебе и некој далеко испискува. Лицето ти го покрива облакот прав и земја. В ушите нешто те кине, пишти, реже. И така од утрина до квечерина. Никогаш толку во животот не си ја сакал ноќта. Никогаш толку. Ноќта се спушта бавно. Бавно се подисправаш, вкочанетото тело постепено се привикнува на движење и ти ги гледаш. До тебе се твоите другари, некои ги прават истите движења како и ти, а некои како да се загледале со втренчен поглед во длабочината на земјата или можеби во овој грст трева низ кој пропорат неколку бубачки. Но еве, шумоли нешто од далечина, се задава како темен бран и ти натаму го свртуваш погледот. Уште еден јуриш на непријателот. Станувајте,
Против Јуриш, те крева на нос остриот продорен глас на командантот. И по неколку мига отпочнува она што се вика борба гради со гради. Гуша за гуша, каркорење, давење, удирање со кундаци, чудовишна смеша од луѓе и железо. Зар е можно сето тоа? Не. Ти си толку изморен, ти сонуваш, ти си сомнабулик, ти си ги доживуваш страшните страници на некоја страшна книга што си ја читал седејќи во средношколските клупи. Еј, момче, каде си, Кинисо? Ќе се откинеш од единиците, ќе залуташ во ноќта. Ненадејно те шибнува нечи глас. Се освестуваш, потрчуваш. Студена, облачна ноќ. Колоната се развлекла како жива врвица на нагорнина. Плачковица. Мај. Зелена, брановита шума. Чудно, си мислиш. Изминаа скоро 2 децении од мојот живот што започна некаде близу, долу во она градче испечено од сонце и жеги. А оваа убавина првпат ја гледаш. До тебе чекори твојот земјак, висок, сув, изострен како шило. Забележуваш дека и тоа со исти мисли. Кога ќе се ослободиме, му велиш, овде ќе летуваме секоја година. Согласен? Токму овде, каде што сме сега, под овие дрвја, крај овој извор, на оваа падина. Овде ќе летуваме, прифаќа тој и повеќе за себе продолжува. Требаше да излеземе во партизани, па да ја запознаеме оваа наша земја. Изворот шурка, гласно ја голташ водата, се плискаш како дете. Би останал овде, не знаеш ни самиот колку. Колоната продолжува и развигорот. Но партизаните немаат многу време за разговор. Уште еден силен налет на окупаторските војски. Бргу се развиваме во стрелци. Плачковица е како создадена за партизанско војување. Јуришаш и стрчуваш напред. Во пресред иде непријателот, зелена шинела во автомат. Рафал. Истовремено се срушуваш на земја, се тркалаш и паѓаш во една суводолица. Зелената шинела се приближува, се надвиснува над тебе. Пукаш, пука, прска каменот до твоето теме. Шинелата затреперува и паѓа. Уште еден грч да го дофати автоматот. Но прекасно, против ударот е побрз. Стануваш и ја земаш зелената шинела. Мае. Но на планина и во мае ладно. Ја облекуваш шинелата и се враќаш кон своите единици. Случајно ја ставаш раката во џебот. Нешто зашушкува меѓу твоите прсти. Извлекуваш коверт со писмо. Уште си врел од судирот, но и љубопитноста е врела. Го отвараш писмото, читаш. Мила моја, по неколку дни ќе бидам со тебе и со децата. Сега ги гониме шумкарите. Тие гадови не оставаат на мира. Ако ги обколиме на едно место, друго ќе не удрат в грб. Командирите ни велат дека можеме на прсти да ги изброиме, но тие како да никнат од земја. Сепак, овие дни им се последни. Не има толку многу што ќе не може ни пиле да ни избега. Стрпи се, уште малку, мила, и бакни ги децата. Хартијата ти трепери врака. Оваа шинела има жена, има деца, оваа шинела со автомат насочен во тебе. Ти си млад, 20 на години. Ти уште ни девојка не си бакнала, неколку деца секојдневно можеби истрчуваат на некој селски пат за да ја пречекаат шинелата. Паметиш ли кога ти беше дете? Паметиш ли кога мајка ти велеше излези на порти, пладне, сега татко ти ќе се врати од работа. Излези и пречекај го, татко ти е. Паметиш ли? Зошто има татковци кои убиваат туѓи деца? Зошто има татковци во зелена шинела и автомат што убиваат туѓи деца? Писмото ти трепери врака. Не забележувајќи, веќе си во колоната. Некој е во носилка. Си свикнал веќе да гледаш носилки и не ти е ништо необично по секоја борба да гледаш носилки. Стигнуваш до носилката, погледот те скаменува. Па тоа е тој, сувиот висок земјак, изострен како шило. Те гледа со премрежен поглед, сака да се насмее. Насмевката се разлева и смрзнува како грч на краиштата на устата. Усните се развлекуваат во шепот. Слушај, не заборавај го ова место.
оние дрвја високи, оно извор. Таму ќе летуваме. Замолкнува. Се оддалечуваш. Писмото ти шушка меѓу прстите. Зошто има зелени шинели што убиваат? Беше најубава девојка во бригадата. Не знам колку мина беа влюбени во неа. Љубовта беше забранувана во името на љубовта. Може би ја сакаа сите. Да, ја сакаа сите заради нејзината убавина, заради нејзината младост, заради оној обичен збор што секојдневно го изговараме. Храброст. Беше црнокоса, стројна, со очи на срна. Но беше тешко ранета на враќање од Егејска Македонија, тешко вгради под срце. Ја закопавме како и сите што ги закопувавме, во борба на непознато место. Колку такви места има од црна трава до Круша планина? Еден ден, по неколку месеци од овој настан, дојде кај мене дома мојот интимен пријател и борец од бригадата. И разбирливо, не повеќе разговаравме за борбите на третобригадирците. Сосем неочекувано тој извади од џебот една мала пожолтена фотографија и ми ја покажа. Ја познаваш ли? Скоро ненормално извикав. Уште прашаш, од каде ти е оваа слика? Тој ме погледна замислено и по долго молчење, како да води тешка борба, со себе отпочна. Ништо не се заборава, рече. Ништо. Но има нешта, не само што не се забораваат, а ти се чини дека од ден на ден се повеќе растат и живеат во тебе. Молк и потоа пак тешко продолжување. Понекогаш ми се чини дека никогаш не ќе можам да си простам оти не сторив ништо за да го спасам животот. Знам, оти не можеше ништо во таа ситуација да се стори, но сега, денес, јас тоа го носам како лична вина, како нешто што зависело само од мене. Како да го објаснам тоа? Не сум лекар, немавме никакви лекарски средства, но јас чувствувам дека морав нешто да сторам, нешто, разбираш ли, што ќе помогне, што ќе ја спаси. Ја гледаш ли оваа лузна под левото око? Се сврте да ја видам поубаво. Ја гледаш ли? Знаеш ли што ми рече кога умираше? Го слушав вчудов невидено, се сетив на борбата и местото каде што беше ранет. Знаеш ли што ми рече? Еве, чуј. Кога те ранија, кога ти го видов челото облеано со крв, сакав да умрам место тебе. Сега можам тоа да ти го кажам зашто има малку време, зашто уште малку сакам да те погледам, да те впијам во себе, да те запаметам. Ете, тоа ми рече пред умирање. А јас како можев да бидам толку нечувствителен, толку слеп за да не забележам ништо. Ете, тоа ме мачи, ме прогонува и во сонот. Знам, виновен сум, а не сум виновен. Мојот пријател замолкна и долго гледаше пред себе. Станавме молчејќи и излеговме. Пред нас беа шумните улици на градот, а таму далеку планините. Таму беше најубавата девојка на нашата бригада. Црнокоса, стројна, со очи на срна. Почитувани, добре дојдовте на денешната средба посветена на книгата Од Исарот до Мамел од големиот македонски поет Ацо Шопов, еден од основоположниците на Друштвото на писателите на Македонија. Книгата Од Исарот до Мамел е збирка на досега главно непознати текстови од Ацо Шопов. Станува збор за книга со раскази и патеписи објавени во издание на Макавеј од Скопје, а во редакција и со предговор на Блаже Китанов. Средбата е организирана во рамки на манифестацијата Денови на македонските издавачи во Друштвото на писателите на Македонија, а во знак на одбележување на 90 годишнината од раѓањето на Ацо Шопов. За книгата на Ацо Шопов ќе зборува Сонја Стојменска Елзесер. Повелете. Почитувани гости, почитувани почитувачи на ликот и делото на Ацо Шопов. Со посебно задоволство денес ке зборувам за трудот кој
е една круна на истражувањето на кое целиот свој творечки, креативен, истражувачки потенцијал го посочи, го насочи нашиот колега Блаже Китанов, универзитетскиот професор од Штип, кој во својот докторат му се посвети на ликот и делото на Ацо Шопов, а еве со оваа книга направи еден прилог кон поблиското запознавање и поблиското препрочитување на она што ни го остави како завет големиот поет Ацо Шопов. Пред се да речам дека оваа книга се појавува во духот на одбележувањето на 90 годишнината од неговото раѓање и се надоврзува на многуте книги што се појавија минатата и оваа година. Книгите кои во препев ни ги покажа најубавите стихови на Шопов на шпански јазик во Аргентина 2012-та, на француски и на германски во Луксембург исто 12-та година, на книгата која излезе во 130 тома на македонска книжевност препеана на англиски јазик, како што и впрочем и објавувањето оваа година во едицијата Врвови се појави повторно при издавање на Гледаш во пепелта. Со сите овие изданија фактички се негува споменот и почитот кон ликот и делото на Шопов и во оваа необична книга тој почит и тој спомен заживува повторно со една нова светлина, една необична светлина. Исто и јас, како и вие, бев чудоневидена кога разбрав дека постојат прозни записи од Шопов. Затоа што Шопов во неколку наврати во интервјуа имаше истакнувано дека поезијата е на неговата сфера и дека само во поезијата всушност се наоѓа како креативен, го наоѓа својот креативен импулс. Сепак, во своите истражувања во архивите и во списанијата веднаш по војната, Блаже Китанов пронашол 15-тина прозни записи. Прозни записи кои тој ги нарекува раскази и патописи, иако јас би била малку послободна и би ги именувала како прозни записи без стриктно категоризирање на нивната жанровска определба. Записите се поделени во 3 групи. Едната група е всушност првите прози, првите напишани дела, творби на ученикот Шопов кои датираат уште од 37 година. Фактички тука ни се дадени факсимили од неговата тетрадка и навистина тие се повеќе една возбуда, повеќе едно враќање во тоа време, отколку некој книжевно-историски факт кој можеби е релевантен за естетските вреднувања на неговото творештво. Тие книжевно-историски факти ни покажуваат дека дури и во своето детство, на само 14 годишна возраст, Шопов негувал посебен однос кон писмото. Едноставно, кога ќе го видите неговиот ракопис, кога ќе видите таа тетрадка, колку е уредно, како е убаво напишано сето тоа, сваќате дека тој човек негувал посебен однос кон пишаниот збор. Тоа се значи две прозни секвенци на еден гимназијалец, кои се расчитани од страна на Блаже Китанов и кои се напишани на српски јазик, разбирливо во неговото школување во предвоените години. Во гимназијата тој морал да пишува на тој јазик. И велам, нивната најважна функција е да ни укажат дека во најраните години односот кон писмото, односот кон книжевноста бил негуван кај Шопов. Како расказни целини тие всушност се одрас на една меланхолија која значи уште во раната возраст, уште на прагот на адолесценцијата го обземала нашиот поет. Втората група, како што веќе имавте можност да слушнете, се записи, прозни записи кои датираат од периодот на партизанските денови, деновите во кои Шопов бил активно вклучен во отпорот, антифашистичкиот отпор. И тие имаат еден хроничарски, еден мемоарски однос кон материјата, значи многу ретко претендираат да бидат раскази во вистинска смисла, туку
претендираат да бидат еден спомен за едно време, еден спомен за ликови на тоа време. Како што слушнавте веќе, тој алудира на Сончева колона, алудира на песната на Блаже Коневски, вели дека ете со тој наслов ќе почне да раскажува за страотиите на војната, што во тоа време ја водат млади луѓе, самиот тој само 20 годишен, а другите и уште помлади од него. Значи, млади луѓе кои живеат за идеали, кои живеат за етички кодекси. Во овој извадок што го слушнавте, би сакала да го фокусирам вашето внимание само на два момента. Моментот околу оној шинел. Шинелот. Тоа е веќе еден рудиментиран расказ. Шинелот, тој вели зошто постојат шинели кои убиваат. И во шинелот на непријателскиот војник тој го наоѓа писмото кое повторно не враќа на интимата. Во писмото сознаваме дека и шинелот има семејство, и шинелот, односно човекот што го носел тој шинел, има некои деца што го чекаат, има интима. Уште во 40-тите години, значи, веднаш непосредно по војната, таа интима тлеела во Ацо Шопов и тоа е она што подоцна ќе избликне во вруток во песните подоцнежни кога интимизмот ќе настапи на сцена и кога ќе ги освести поетите во Македонија дека ниту диктатите на соцреализмот, ниту диктатите на моменталниот миг на општествената ситуација не можат да бидат некоја рамка за поетскиот дух. Поетскиот дух е секогаш слободен и подлабок од она што значи контекст на едно време, рамка на едно време. Во тие партизански исечоци, записи, како што исто така слушнавте, се среќаваат мотивите кои подоцна се изразуваат во песна. Самите препознавте. Очи. Очите, фокусација на очите. Во песни од 44-та тој ја пишува првата песна за очи на другарката, не онаа што ние ја знаеме подоцна, туку песната која носи наслов Љубов. Замислете, значи, веќе во најреволуционерните песни, во песните што стриктно се поврзани со она што значи партизански дух, тој ја воведува интимата, ја воведува љубовта кон другарката. И да ве подсетам на онаа песна, значи, кога очи ти гледа, молња да режат, нели, таа песна веќе во стартот подсетува на подоцнежната песна што сите добро ја знаеме и сите во училиштата сме ја преучувале и сме ја рецитирале со љубов, посветена на паднатата другарка Вера Јоцич. Меѓу овие прозни записи, мене особено впечаток ми остави еден запис кој пак се претендира да го меморира ликот на Ванчо Прке Сермен. Шопов подоцна исто така ќе напише песна. Тој има и песна посветена на одредот Гоце Делчев и на Прке Сермен. А јас во овој миг ќе ви прочитам едно парче кое повторно се фокусира на очите, но овој пат на очите на Ванчо Прке. Кога ме запознаа, тој долго непомично ме гледаше право во очи, како да сакаше во нив да прочита се што мислам во тој момент. Погледот му беше остар и јас скоро физички почувствував како целиот ме пронижува. Тешко можеше да се најде човек кој што би го издржал неговиот поглед. Наведнувајќи ја главата, јас збунето чекав што ќе стане понатаму. Но тоа чувство не потраа толку време. Тој проговори и топлината на неговиот глас, како некоја снажна рака, за миг ја разнесе мојата збунетост и нелагодност. Треба секогаш да гледаш право во очи, рече тој. Тоа е знак дека ништо и никого нема да те исплаши. Кога се вратив дома, бев целиот потресен од првите впечатоци и размислував, да, секогаш треба да се гледа право во очи. Поврзувајќи оваа мисла со неговите зборови за фашистичката опасност и бурните денови што идат во пресвет, јас уште повеќе ја осетив незината длабина. Еве го овој придонес што овие записи го даваат во денешното читање на Шопов. Тие повторно ни помагаат да ги сватиме, да ги прифатиме неговите стихови во целата длабочина, во целиот ореол што го носат на духот и на времето во кое биле создавани.
Иако и самиот Китанов вели дека овие партизански стихови се повеќе книжевно историски, јас пак ќе придодадам, во нив се кријат рудименти не само на некои ненапишани раскази кои веројатно Шопов и не сакал да ги пишува, токму на стихови, оние најсилни стихови кои ги среќаваме во неговите први збирки. Третата група записи, односно третата група патописи повеќе би рекла, се всушност оние што покажуваат еден аспект на ликот и творештвото на Шопов, кој од денешна гледна точка ми се чини необично значаен денес и овде. Тоа е она што со модерен јазик се нарекува интеркултура или се нарекува глокално, глобално и локално во исто време. Тоа го има во сите култури. Во сите култури писателите, поетите пишуваат колку е важно да се знаеш себе си, да ги знаеш другите, за да и другите те познаваат и почитуваат. Шопов со целото свое творештво, со целиот свој лик, со целиот свој ангажман како дипломат, но со целата своја поезија, па и со овие записи кои ги има во оваа книга, ни покажа дека само со еден отворен ум, со една космополитска визија кон се она што значи различие на светот, може да се дојде до спознавање на сопствениот диверзитет, сопствениот идентитет, кој ќе го почитуваат и другите исто онака како што и ние самите ги почитуваме. Во таа смисла, тие записи кои се всушност патописи, се лоцирани во 3 географски средини, односно во 3 урбани средини. Значи, пред се тоа се 3 записи посветени на Париз, 3 записи посветени на Истанбул и еден запис посветен на Дакар и на неговиот престој во Африка. За Париз многу е јасно дека не само во поезијата, тој има песна посветена на Нотр-Дам, има песна Вергла, има неколку песни посветени на Париз, но еве во овие прозни записи тој просто ни доловува атмосферата на градот, ни ги доловува звуците, мирисите, ни ги покажува основните пунктови, оние туристички би рекла, нели, икони на Париз, меѓутоа видени со око на еден креативец, видени со око на еден поет. Например, би прочитала сепак, ако не би здодевно нешто тука. Недалеко од него други продавачи и продавачки на сличен начин рекламираа најразлична стока. Необично бујно шаренило од звуци, бои и луѓе. И во тоа шаренило, во тој разбранет живот, носачите на реклами се влечат бавно и тромо како да не удираат и во нив бранови на овој возбудлив париски живот. Со реклами на грбот кои повикуваат да се посети некоја модна куќа, некој екзотичен бар, некој сензационален или порнографски филм, со досада што се раѓа од вечното повторување на едни исти движења, тие минуваат незаинтересирано и незаинтересирано ги делат афишите кои го повикуваат населението да посети некое предавање од областа на атомистиката, некој концерт, некој студентски или офицерски бал. Чудно звучи, но во Париз е така. Покрај предавања за најнови научни откритија, покрај огромните постигања на науката и техниката, свеста на луѓето потемнува и постанува во средовековен мрак и ништавило. Значи, не ги гледа само блескавите страни, туку и контрастите. Не само она што значи блесок на еден убав град, метропола на европската и светската култура, туку и неговите скриени агли, неговите валкани улици, неговиот пигал, неговата проституција. Токму тоа и го дофаѓа во еден од прозните раскази, прозните записи, каде што раскажува приказна за средба со еден уличен сликар, кој подоцна се испоставува дека е татко на една девојка што ја среќава на улицата. И тој вели, ете, во Париз се работи, се може да се работи, но тој живот нималку не е лесен. Тоа живење во таква метропола има и своји добри и лоши страни. Во секој случај тој се задржува, значи, на основните туристички икони со една убава поетска нота, со една визура која всушност неговиот креативен дух ја наметнува дури и во записите што се прозни. Тој вели, дали од преголемата умора, дали од тоа што првпат стапив сам во еден ваков многумилионски град,
Дали од тоа или од нешто друго, но јас во тие први часови прилично страхував како ќе успеам да проникнам во сето тоа, како ќе успеам да доловам смислата на сите појави што така шаренолико се разливаа во сите париски булевари и улици. Тука го откриваме Шопов како вистински фланер, што би рекле французите. Таа традиција на фланеризам, која уште од 19-тиот век во литературата постои, почнувајќи од Бодлер до денес, преку надреалистите и понатаму екзистенцијалистите и другите, кои во прошетката низ градот очекуваа од секој агол да им се случи чудо. Еве го среќаваме кај нашиот поет уште во 50-тите години, кога тој бил на студиски престој, тоа го запишал во вид на еден патопис, во вид на еден запис, кој од денешна гледна точка само ни потврдува колку впечатливо врз него влијаело присуството, неговото предстојување во тој град. Дека за него било многу важно да стапне во другите градови, не само да слушне за нив, не само да ги разбере за нив од литературата, секако за сите тие и читал и многу се подготвувал, особено за градот во кој требал да престојува подолг период, значи во градот Дакар. Тој при самото доаѓање во Дакар изјавил, запишал всушност: Наоѓам сум спокоен, мирен, а всушност растревожен, измачуван од илјада прашања. Каква е таа црна Африка, со која треба првпат да се сретнам и во која треба да живеам со своето семејство долги години? Каков е народот? Какви се обичаите, традициите, навиките на луѓето? Спијат ли тие луѓе во крошните на дрвјата, како што многу пат имам слушнато овде кај нас? А ако се разболам од некоја тешка и неизлечива африканска болест? И така натаму, и така натаму. Значи, човечкото љубопитство и човечкиот страф од непознатото апсолутно биле присутни кај нашиот поет. Меѓутоа, неговиот космополитски дух не дозволил стереотипите или предходните некои загради да ги спречат неговите широки видици и тој да се втурне во убавината што му ја носи непознатото, што му ја носи новото. Истото се случува и со Истанбул. Истанбул е фасцинација за Шопов затоа што е метропола на интеркултурни релации, затоа што е град на два континента, затоа што е град на пребогата историја, затоа што град на Византиската црква наспроти муслиманската џамија. Фактички сите тие контрасти, сето тоа богатство шаренило на светот е она што го возбудува нашиот Шопов. А тоа тој ќе го опее најдобро подоцна во песната за црната жена, во дрвото на ридот, во својата поезија. Мислам дека целата оваа книга, иако пред се е наменета за книжевните проучувачи, значи за оние што имаат потреба подетално да се впуштат во тоа кога Шопов пишувал, кога ги пишувал тие песни за партизаните, како ги пишувал песните што се посветени на на Мамел, например, или за Жоали Штип. Сепак најдобрата придобивка, најважната придобивка од целата оваа книга би ја срочила во две реченици. Првата реченица е дека поетот Ацо Шопов е прекрасен поет кој секогаш е поет и останува поет. Значи, сите овие прозни записи се во функција на неговата поезија. И втората реченица е дека нашиот поет Шопов не научи како да размислуваме глокално. Значи, не научи како да размислуваме во исто време локално, национално, патриотски, да го сакаме она што е наше, нашиот Штип, нашата Македонија, но да сме отворени кон се она што универзално, кон се што е надвор, затоа што само во тој спој ќе и ние како единки, како индивидуалитети ќе ја доживееме својата афирмација и само така ќе го збогатиме она шаренило што се нарекува мозаик на светот. Значи, ја поздравувам појавата на оваа книга, од се срце очекувам дека
ќе најде и читатели кои се само љубопитници, но верувам искрено дека сите што ќе проучуваат понатаму ќе ја консултираат, ќе имаат што да цитираат во своите референции, а патем да спомнам, доаѓам од Институт за македонска литература кој речиси на секоја годишнина прави одбележување со некој научен собир, веќе постојат многу томови кои сме ги посветиле на Шопов и веќе многу тие стихови се работени и преработувани, овие екзотични мотиви, овие мотиви на странствувања, а сепак при секое читање се открива нешто ново. Сепак при секое читање нешто ново искрснува од поезијата на Шопов. Конечно ја поздравувам оваа книга затоа што таа покажува дека нашата свест за негување на културните вредности станува се посилна и се зацврстува и му честитам и на авторот, му честитам и на издавачот, му честитам и на градот Штип, што не престанува, туку напротив, со поголеми сили и со поголеми заложби ги негува оние вредности што ги имаме во нашата поезија. Може би поетите не го менуваат светот, но поетите навистина придонесуваат светот да ни биде и убав и вистински дом за живење. Ви благодарам. Кога сонцето огрее над Париз. Зиме во Париз така се ретки убавите денови, што кога сонцето ја пробие и раскине маглата, градот блеснува во чудесна и невидена убавина. Париз тогаш како да се раѓа повторно, нов, подмладен, непознат, тој ги измамува сите луѓе на своите широки булевари. Тогаш Луксембуршкиот парк се исполнува со неброени шетачи. Весела детска смеа и игра и јата питоми голаби. Голабите слободно слетуваат на рацете на луѓето и се хранат од нивните дланки. Во Булонјската шума од сите страни се сливаат илјадници автомобили. Таа оживува како пчелина кошница. На незиното горно и долно езеро во синопродзирната вода удираат првите весла, ја сечат водената шир. Прскаат студени капки у чуновите, нишајки се под тежината на немирните излетници. Први бавно и несигурно, а потем се побрзо и стабилно се упатуваат кон островата каде ги чекаат другите групи излетници, мафтајки им со рацете. Чуден е сончевиот Париз, сите булевари и тргови, по кои секој ден минувате и така добро ги познавате, кога ги зале сонцето, не можете да се одвоите од необичното чувство дека за прв пат стапнувате на нив, дека за прв пат ги запознавате и вие тогаш морате со несмалено љубопитство да се загледувате во секој дел, во секое катче и не можете да дојдете на себе си. Не можете да се начудите како сте можеле порано рамнодушно да поминете покрај тие места. Кога огрее сонцето, 70.000 сликари, познати и признати, непознати и непризнати, представителни на најразлични сликарски школи, примитивци, импресионисти, надреалисти, кубисти, брзаат во своите краишта на градот. Ги отвораат своите платна и сликаат некој интересен сплет од куќи. Некој импозантен објект како што е Триумфалниот лак, катедралата Нотр-Дам, тргот Конкорд или пак бучната и шарена Париска улица. Париз е град кој нема ни едно катче во себе што не би можело да го привлече окото на уметниците и да не послужи како мотив за инспирација. И затоа каде се наоѓате? Во најсеверниот дел на градот, Клинјанкур, долу на југ под Монпарнас, на запад под Порт Дотеј и Булонската шума, или на исток покрај прекрасниот парк Венсен. На секаде ќе сретнете групи сликари, околу нив многубројни љубители на оваа уметност. Сликарите остануваат на улица покрај своите платна од рано утро па се до залезот. Во текот на денот над градот се менуваат разновидни фантастични приливи од бој, а кога започнува залезот во Булонјската шума, избувнува темно крвав пожар. Снопот ужарени лачи, по идеално права линија, прелетува преку авенијата Фош, го сече Триумфалниот лак, минува преку Елисејските полиња и тргот Конкорд и од улицата Риволи како водопад паѓа на Лувар. Двораните на Лувар блеснуваат тогаш со двојна светлина. Кога огрее сонцето, страсните рибари ги преплавуваат бреговите на Сена. По цел ден збиен еден до друг како врапци на некоја телефонска линија, трпеливо ловат со по една, две или повеќе јадици и не се обзираат на веселите досетки
На исто таквите безделници кои одозгоре од кејовите им додеваат и ги опоменуваат да бидат предпазливи, за да не се закачат за некој од бродовите што непрекинато ја порат утробата на реката. Тие по цел ден висат над мирните студени води на Сена и сосем разбирливо напорите им се јалови, резултатите никакви. Но нив тоа не ги обесхрабрува, тие непрекинато ги повторуваат 1000 пати веќе повторените движења и чекаат рибата да го загризе мамецот. Кога огрее сонцето над Париз, се откриваат терасите на сите кафеани. Светлината незадржливо навлегува во ослободените простории и ги полива со пријатна топлина. Кафаните се преполнуваат со гости, повеќе млади луѓе, најмногу студенти. Младоста е жива и плаховита, а затоа и шумот во кафеаните никогаш не стивнува. Разговорите се водат на сите јазици од светот. Темите се разноврсни, сите ја докажуваат точноста на своите сваќања, сите ги побиваат неедномислениците, сите бараат нивните ставови да се признаат и наложат со силата на конечната вистина. Но најгрлести се екстернистите. Тоа најново младинско движење со најпримамлива програма која бргу се шири и бргу ја придобива младината. Ние сакаме да ја ослободиме младоста од сите заблуди и стеги, викаат екстернистите. Ние не сме ни фашисти, ни комунисти. Што сторија фашистите? Ја упропастија Франција. Што прават комунистите? Се обидуваат да ја подчинат, да ја подчинат на Москва. Ние сме слободна земја, ние сме слободен народ, ние не сакаме туѓи диктати. Младино, екстернизмот те учи на самостојно живење, дојди под неговите знамиња. И понатаму. Екстернизмот не е против државата, но тој се бори против незината експлоатација што ја врши над младината. Екстернизмот не е против црквата и црквените обреди, но тој се бори против заглупувањето и фанатизмот на црквата. Екстернизмот не е против фамилијата и светоста на бракот, но тој енергично се бори против тоа децата да стануваат робови на фамилијата. Младината е со неугасива жет за знаење, за наука. Пред неја стојат широки патишта. Ако фамилијата го спречува тој слободен духовен растеж на младината, ние ќе ги уништиме тие пречки. Така екстернистите се борат да ги освојат симпатиите на младината. Дезориентираната и збунета по војната во голема мера ветуваат многу и не ветуваат ништо. Но јасно, сета младина не се интересува за политика и за проблемите на екстернизмот. Незиното внимание го привлекуваат и други теми. Уметноста најчесто, модерното француско сликарство е предмет на екзалтирани одобрување и жестоки тривијални напади. Кубизмот особено. Во кубизмот кој владе во француското сликарство, некои гледаат најверен и најпотполни израз на нашиот век. 20-тиот век го прогласуваат за век на кубизмот. На приговорот дека идеите на многу кубисти се нејасни и честопати толку замаглени што една иста слика може да се даде секакво, па и најпроизволно објаснување, тие одговараат дека уметноста е уметност, токму поради тоа што секој може да ја прима на свој начин, што кај секого побудува најразлични доживувања, често крајни и спротивни. Другите ова го сметаат за најобична глупост. Тие се за строги класични форми, за совршенство на линијата, за блиставост на изразот. Предвидуваат неминовна пропаст на кубизмот и осуда на времето. Тие се загрижени за здравиот вкус на љубителите на уметноста и кубизмот го третираат како опасна зараза, болест, рак на телото на уметноста. Овие полемики за кубизмот често свршуваат крајно комично. Сред разгорената полемика, некој распален дискутант нарачува чаша пиво или гроги. Келнерот му донесува и му ја приложува и сметката, дискутантот се сопнува и збунето погледнува во него. Келнерот, како да не приметува ништо, тргнува да ги услужи другите гости. Келнер, вика по него изненадениот дискутант. Келнерот се свртува. Молам, господине, што е ова? И самите гледате сметка, господине. Знам дека е сметка, но ве прашам зошто е толку висока. Вчера истата чаша груги ми ја наплативте 80 франка, а денес 160. Келнерот без збор со рака му го посочува зидот каде виси Пикасовата слика. Дискутантот не може да ја свати тајната, каква врска има Пикасо со оваа чаша груги. Келнерот најљубезно му одговара. Господине, вчера имавме чест да го служиме лично господин Пикасо. Тоа е извореден случај за подобрување на нашето реноме. Ние веќе не можеме да работиме под старите услови. Ова изјава на Келнерот делува како бомба. Настанува неподнослива тишина и неколку мига по тоа избувнува неприроден кикот и смев. И дискусијата за кубизмот свршува. Кога грее сонцето
од париското подземје излегуваат на виделина сите париски бездомници и се настануваат под широките мостови на Сена. Ги има секакви, стари и млади, самци и женети, способни и неспособни за работа. Секој има своја тажна и трагична историја, секој на посебен начин, скршен од животот, паднал на неговото дно без надежда дека ќе се извлече еден ден и дека ќе заживее како другите луѓе. По десетини фамилии такви бездомници се населуваат под секој мост на Сена и остануваат таму се додека зимата повторно не ги потера во мрачните подземја. Тие го носат со себе и сиот свој имот, неколку черги, неколку излупени од долго употреба чинии, а по некои имаат и лулка или стара разнишана количка за сместување на новородените деца. Штом ги поделат новите стамбени простории, тие го започнуваат својот секојдневен живот. Мажите лутаат од пазариште до пазариште и собираат отпадоци од компири, овошки и зеленчук. Нивниот најценет извор за прехрана тоа се алите, огромните складови од каде што се врши главна дистрибуција во Париз. Улиците околу алите непрекинато се затрупани со камиони, коли и носачи кои товараат или растовараат. Овие чудни приказки за париските жители се среќаваат покрај секој камион. Тие грижливо следат се што се внесува и изнесува од нивното остро и извежбано око, не може ништо да се сокрие. Тие точно проценуваат и со својот дневен поминок. Во собирањето на отпадоци никој не им попречува. Тие не крадат ништо, тие не земаат ништо што не е дозволено, тие само го собираат тоа што другите не смеат да го конзумираат. Париз не може да ги здоми, Париз не може да им обезбеди да заработуваат како и другите, но тој не им попречува да го живеат својот живот. И на тоа внимание тие отвораат со својата честност. Одговораат. Собираат отпадоци, не креваат рака по туѓото, тоа е доволно за законот, сосем доволно да не бидат прогонувани, апсени, малтретирани како кратци. И додека тие непречено лутаат по алите и сите други париски пазаришта, нивните жени, можеби уште неколку усти, израснати и сраснати со гладот како со природна состојба, ги чекаат да се вратат и да им донесат нешто за да приготват за јадење. А ако се вратат со празни раце, без приговор и молчеливо, да продолжат да се греат на сонцето кое не им поставува никакви други барања, освен да се извлечат од подмостовите и да полегаат по брегот на реката. Така минува животот на овие париски жители. Дење лутаат насекаде, собираат се што ќе им дојде под рака и задоволно се враќаат ако ги наполнат торбите, а ноќ, кога се приберат под мостовите, започнуваат тихи невесели разговори. Се палат полека бледи плашливи огнови, огновите полека се шират по должината на брегот и нивниот оција немирно игра по површината на река. И да не е Париз, и да не е таа страотна деноноќна бука, да не постојат заслепителните светлосни реклами во околните улици, човек би помислил дека залутал сред некое скитничко племе кое изгладнето и истоштено паднало покрај Сена, за да отпочине неколку дена и да присобере сили за своите понатамошни скитања по светот. Да не е Париз, но затоа уште почудно делува оваа необична слика, овој фантастичен призор во овој град, полн со блесок и сјај и ненадменлива убавина. Има збор Блаже Китанов, автор на предговорот и приредувач на книгата Од Исарот до Мамел, од Ацо Шопов. Повелете. Благодарам. Почитувани пријатели на Ацо Шопов, јас и ден денес пред мојата книга, што ја објави 98 година Ацо Шопов живот и дело, стојам со еден вид вистинска трема и возбуда и со големо прашање дали јас нешто успеав да растенам во животот и поезијата на Ацо Шопов. Затоа што на тоа ме наведува едно прашање на Јон Деаконеску, кој вели дека поезијата на Ацо Шопов е тешка лектира. Таа не е за читател што се брза,
мора да се има трпение, да се работи, да се чита, да се препрочитува денес, утре и понатаму. Тоа, впрочем, го спомна почитуваната Сонја Стоменска Елзезер, која рече дека колку повеќе читаме поезијата на Шопов, секогаш нешто излегува, искрснува, се јавува повторно нешто ново. Така е и со мене, јас тоа што го направив, но во текот на истражувањето останаа така регистрирани неколкуте прозни записи на Ацо Шопов и еве со оваа книга јас сакам најскромно како негов суграѓанин, како негов почитувач да му се одолжам и се надевам дека оваа книга ќе побуде интерес кај читателската публика, да речеме, и повеќе во книжевната историја. Има нешто што некој, ако не беа во Македонската академија на науките и уметностите на 26 ноември, кога се чествуваше 90 години за нашиот Шопов, што се спомна од уважениот професор Георги Стаделов, академик Георги Стаделов, ќе се обидам да парафразирам. Тој рече дека и потенцираше дека ќе каже нешто што досега не го кажал. Имено, дека Ацо Шопов не се исплаши од смртта. Тој не се плашише од смртта кога веќе беше тешко болен. Тој кажа дека повеќе беше загрижен за судбината на Македонија. Тоа мене ме потсети на неговата песна необјавена "Голема е твојата песна", посветена на годишнина од бригадата, каде на некои места кажува дека не се плашам од ова или од она, но јанза ме јаде да не ја раздадеме татковината. Уште тога 64-та година. Така и завршува на крајот, кога тој пред смрти во последната стихозбирка во стиховите на едно место вели: "Јас сум ви тешко болен и ќе ме снема. Млад сум, а душата ми остарена. За љубовта моја неостварена, љубовта Македонија." Јас со оваа книга, пак ќе кажам уште еднаш, сакам присобрав прозни записи поточно од Ацо Шопов и пак ќе сакам да нагласам дека навистина само сакам најскромно јас и нашиот факултет за образование, заедно со нашиот декан професор доктор Никола Смилков и нашиот универзитет Гоце Делчев во Штип, заедно со сите вас, со издавачот, да на некој начин дадеме мал придонес, скромен придонес и најскромно да му се одолжиме на нашиот поетски столб, не само на овој простор, туку и пошироко. И на крајот, би сакал да ви се заблагодарам сите што дојдовте како почитувачи на Шопов, да се заблагодарам на уважената Сонја Стоменска Елзезер за убавите зборови и посебно на поддршката на сопругата на Шопов, Светлана Шопова, која на едно место во последната збирка во обедот се кажува дека и благодари што таа го инспирирала за сите творби во тој период, но најповеќе сакам пред се да се заблагодарам на нашиот сограѓанин, на мојот сограѓанин, поетот Михаил Ренџов, кој
практично тој ми го покажа, така да речам, со рака и ме виновникот, што, ете, требаше да се запатам, да работам над поезијата, над творештвото на Шопов и да ја стокмиме таа книга пред повеќе од една деценија, па како резултат на тоа е и оваа книга. Ви благодарам на сите. Се заблагодарувам исто многу на Друштвото на писателите, кое што не заборава дека меѓу основоположниците на ова друштво бил и Шопов. Тоа се однесува исто на градот Штип, кој негува голема љубов и однос кон својот сограѓанин. Не би сакала сите еден по друг да ги спомнувам, само да ви кажам дека во секој момент и секогаш оние зборови на Ристо Лазаров, Ачо Шопов беше душа од човек, најмногу зборуваат за него и за неговото дело. Ова заврши промоцијата на книгата од Дисарот до Мамел од Ачо Шопов. Ве покануваме на идните средби во Друштвото на писателите на Македонија.